Ова се настаните од денес. Конгресниот туризам, балканските кружни тури и убавото време ја продолжуваат туристичката сезона во Охрид. Општина Охрид ги доби сите проекти со кои аплицираше на повикот на Министерството за локална самоуправа. Ванчо Питошевски го одбележа патронатот како реновиран, модерен училишен центар. Европската Унија и НАТО ќе продолжат со поддршка на Зеленски, но не дадоа одобрување за неговиот план за победа. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 17 степени Целзиусови. Во сабота во северозападна и западна Европа, како и во областа на Алпите и Апенинскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и долж јадранското крајбрежје на Балканот. Во останатите предели ќе превладува стабилно и релативно топло време со повремени сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и посвежо, а во крајните источни предели ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Во северните и приморските предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 23 степени. Во Македонија по свежото утро и утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 2 до 11 степени. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува до умерен засилен југоисточен и источен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе се движат од 12 до 21 степен. Во Охрид во сабота ќе превладува умерено облачно и ветровито време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе се искачи до 16 степени. Во Охрид во недела и понеделник по студеното утро со температура од 6, односно 3 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура до 16 степени. Во вторник во Охрид денот ќе го започнеме со студено утро и температура од 4 степени, а во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со максимални 17 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата.
Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Бош и Дивол. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Конгресниот туризам, балканските кружни тури и убавото сончево време ја продолжуваат сезоната на брегот на Охридското езеро. Туристи има особено за викенди од земјите од регионот, но и голем број гости дел од кружните тури од Турција и Малезија. Конгресниот туризам ја продолжува сезоната на брегот на Охридското езеро. Овој период од годината најбројни се гостите од земјите од регионот Србија, Албанија и Грција, кои најчесто доаѓаат за викенди, како и големиот број групи кои што се дел од кружните тури на Балканот. Според хотелиерите, во есенскиот период се бележи солидна исполнетост. Има голем број туристи и во рамки на конгресниот туризам. Тука може да се каже дека има едно зголемување. Бројот на гости, зголемен е бројот на гости, значи доаѓаат и повеќе странци за овој период на тие конгреси и тоа е еден добар показател дека има интерес, има разновидни конгреси каде што има поголем интерес на иностранските гости да бидат присутни на тие конгреси. Туристите уживаат во разгледи на културно-историските споменици, најчесто прошетки на стариот дел на Охрид, црквите, музеите, тврдината, античкиот театар. Атрактивни се и прошетките со брод до манастирскиот комплекс Свети Наум, заливот на Коските. Туристите се воодушевуваат од убавините. Good. Убаво е. Убаво, многу ни се допаѓа. Hakikaten çok, insanları da çok. Многу ни е убаво тука. Природата ни се допаѓа. Секој викенд сме, ние сме од Битола, иначе близко ни е. Beautiful.
Многу е убаво, ни се допаѓа вашата земја, имате убава култура. Ние сме дел од балканската тура во Охрид, бевме една ноќ тука. Yeah, very nice. Многу е убаво. I love it. That's... Многу ми се допаѓа вашата земја. I like it. Имате убава земја, многу убава и многу убава природа. До крајот на октомври на Охридскиот аеродром активна ќе биде авиолинијата Охрид-Белград и во истиот период на брегот на Охридското езеро најбројни ќе бидат гостите кои што се дел од балканските кружни тури, туристите од Турција и Малезија, кои од Истанбул патуваат 8 земји, меѓу кои и нашата. Владата на општина Охрид ги одобри сите проекти со кои аплицираше на повикот на Министерството за локална самоуправа. Реконструкција на локални патишта и улици во неколку охридски села, водоводни линии, атмосферна и фекална канализациона мрежа ќе бидат реализирани со средствата од државата одобрени на првиот јавен повик за искористување на вкупно 250 милиони евра кои им стојат на располагање на општините за реализација на приоритетни проекти во престојниот период. Владата ги одобри сите 10 проекти со кои општина Охрид аплицираше на јавниот повик за изразување на интерес од страна на општините за финансирање инфраструктурни проекти објавен од страна на Министерството за локална самоуправа, информираат од локалната. Општина Охрид на повикот аплицираше и беа одобрени проекти реконструкција на улица во село Пештани, во село Подмолје, во село Долно Лакочереј, реконструкција на водоводна линија на улицата Клено Ецелте Халеарница, реконструкција на пешачки улици во рамки на градските гробишта во Охрид, реконструкција на локален пат од Крстосница за село Рамне до црквата Свети Атанаси, проект за замена на постојана пумпната станица Метропол, реконструкција на атмосферска и фекална канализациона мрежа за дел од улицата Кленоец, реконструкција на улица во село Опеница која води до црквата Свети Кузман и Дамјан и рехабилитација на дел од локален пат за село Куратица. Владата на Македонија одлучи од апликациите поднесени на првиот повик да бидат финансирани 274 проекти во 77 општини со приближна вредност од околу 4 милијарди денари. Инаку со првиот јавен повик на располагање на општините до крајот на годината беа ставени 6 милијарди денари, односно речиси 100 милиони евра од вкупно предвидените 250 милиони евра за приоритетни капитални проекти. Почнувајќи од оваа година и во наредните, на општините им се отвара нова можност да ги реализираат приоритетните проекти за да ги подобрат основните услови за живење за граѓаните, да можат општините да се развиваат побрзо и да се создаваат нови можности за граѓаните, посочи од владата, изразувајќи благодарност на општините за максималната посветеност и ангажираност. Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски Охрид го одбележува патронатот. Училиштето наодамна целосно реконструирано и модернизирано, новата етапа во својот развој ја започнува со модерни услови, кои што ќе ги стимулираат младите да одбираат стручно образование и ќе се подигне квалитетот на наставниот процес за креирање на квалитетен кадар. Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски денеска го одбележа патрониот празник. Годинава училишниот центар започнува една нова етапа во својот развој, односно патронатот го прославува во целосно реновиран објект. Денешната свеченост започна со положување на свежо цвеќе пред спомен обележието на народниот херој од антифашистичката борба Ванчо Питошевски во училишниот двор. Директорот Маријан Радески во своето обраќање пред присутните гости истакна дека училишниот центар прерасна во модерна установа со услови што ќе ги стимулираат младите да одбираат стручно образование и од каде ќе излегува квалитетен кадар подготвен за пазарот на труд. Во моментот во регионалниот центар имаме 240 ученици кои што се запишани во 3-годишно, 4-годишно образование и ова година и пинатите години бележиме раст од 20% на ученици запишани во прва година. И се надеваме дека тој раст ќе продолжи и следните години, бидејќи и не само подобрувањето на условите, туку и потребата од угостителски кадар е на широко потребна во целиот овој регион, и во Охрид и во низ цела држава. Ние правиме максимум како регионален центар да обезбедиме што повеќе ученици, односно идни работници кои ќе му требат во туристичкиот сектор и секогаш сме отворени за соработка со угостителско-туристичкиот сектор и во градот и на ниво на држава.
На свеченоста им беа доделени признанија на учениците и менторите кои на годинешниот меѓународен надпревар на угостителско-туристички училишта ГАТУС 2024 освоија 2 бронзени и 1 сребрен медал во дисциплините готварство, угостителско послужување, туристички аранжман. Исто така благодарници за вложениот труд добија и вработени со 20, 30 и 40 години стаж. Со реконструкцијата на училиштето во вредност од 1,7 милиони евра, обезбедени од Министерството за образование и наука, се изврши промена на азбестниот кров, нова енергетско ефикасна фасада, електроводоводна одводна атмосферска инсталација, нова дограма, соларен систем со панели, партерно уредување и осветлување. Реновирани се 40 соби и тоалетите во ученичкиот дом, кој доби нова читална. Во следните денови пристигнува и уште една нова набавка, тоа е мебел, столчиња, клупи, пакари кои што се потребни, каде што ќе бидат опремени сите училници, комплетно нов мебел и кревети и душеци во ученичкиот дом, а за месец до два пристигнува и новата угостителска опрема, која што ќе надополни досегашната, меѓутоа ќе значително ќе подобри условите во кои што ќе работат и учениците и каде што ќе можат самите колеги да одржуваат по практична настава. Средното стручно училиште Ванчо Питошевски од година бе дел од програмата за размена на ученици Запознајте ги супер училиштата, во чии рамки ќе реализираат заеднички проекти со партнерски училишта од Западен Балкан. Во тек се градежни активности за уредување на коритото на реката Грашница. Се работи за потегон на сливот во Охридското езеро во населбата Воска. Извршено е комплетно расчистување на теренот, бетонирање на подлогата и се врши поплочување на коритото со камени плочи. Вредноста на проектот е 3 милиони 88 илјади денари, а градежните активности ги реализира градежната фирма Бокопот Бороец, информира градоначалникот Кирил Пецаков. Во тек се градежни активности за изградба на фекална и атмосферска канализација на краци од улиците Дејан Војвода и македонски просветители со нови приклучоци за сите објекти. Согласно проектот, предвидено е да се изградат и нови тротоари со камени плочи, нови рабници и ќе се постави ново осветлување. После завршувањето на овие активности, двете улици ќе се асфалтираат. Вкупната вредност на проектот изнесува околу 14 милиони денари, информира градоначалникот Кирил Пецаков. Црвен крст Охрид најавува уште една хуманитарна акција за помош на нашата сограѓанка Бојана, која ќе се реализира во сабота на градскиот плоштад. Црвен крст Охрид во соработка со Oriflame Македонија, тим Татјана 421 од Охрид, во сабота 19 октомври на градскиот плоштад Свети Климент Охридски во периодот од 11 до 13 часот организира хуманитарна акција за помош на нашата сограѓанка Бојана. Волонтерите на Црвен крст Охрид ќе промовираат дел од своите креативни програми за сите хумани посетители кои според своите можности ќе донираат за лекувањето на Бојана, а тимот на Oriflame ќе врши бесплатен скрининг на тело на танита вага со одредување на телесната тежина и комплетната здравствена состојба на организмот, како и целосна професионална анализа, скрининг на кожата на лицето за чувствителност, брчки, акни, меланин, пори со апи апарат. Средствата собрани од овој хуманитарен настан ќе бидат наменети за помош во лекувањето на нашата сограѓанка Бојана. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Европската Унија и НАТО ќе продолжат со континуирана поддршка на Зеленски, но не дадоа одобрување за неговиот план за победа. Зеленски изјавил дека поддржувачите на Украина ќе направат голема грешка и ќе дадат сила на Русија ако не застанат зад неговиот план, кој содржи 5 точки и 3 тајни анекси. Првата точка била покана на Украина во НАТО со последователно членство. Втората, укинување на ограничувањата за напади врз Русија со проектили со долг дострел. Третата, распоредување во Украина се опфатен ненуклеарен пакет за одвраќање на Русија. Унгарија не го поддржува планот за победа на Володомир Зеленски, бидејќи, како што изјавил Балаш Орбан, политички директор на унгарскиот премиер Виктор Орбан, тоа е најкраткиот пат до Трета светска војна. Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков денеска изјавил дека победничкиот план на украинскиот претседател Володомир Зеленски е кусоглед, непромислен и нелогичен со оглед на моменталната ситуација. Според него, планот за победа не е план за мир, туку за дополнително влошување на ситуацијата и наведе дека таквиот план може да ги доведе НАТО и Русија на работ на конфликтот.
Најмалку 6 лица загинале, а 25 се повредени при превртување на туристички автобус на автопатот Аксарај-Анкара. На местото на настанот веднаш пристигнале повеќе возила на брза помош, полиција и пожарникари. Гувернерот на Аксарај изјавил дека туристичкиот автобус се движел кон Кападокија и засега не се познати причините за несреќата, но дека е отворена истрага. Очевидци на несреќата изјавиле дека автобусот се движел со голема брзина и дека возачот изгубил контрола над возилото пред да се преврти. Северниот дел на Италија го зафати невреме кое предизвика поплави и лизгање на земјиштето. Железничкиот сообраќај бил запрен, некои авионски летови биле пренасочени или откажани, а училиштата на некои места биле затворени, информираат локалните медиуми. Италијанската противпожарна бригада продолжува со акциите за пребарување и спасување. Досега се спасени 30 лица. Портокалов аларм е вклучен во областа Емилија Ромања, а невремето денеска ќе ги зафати Ломбардија и Тоскана, соопштиле надлежните служби. Во Милано е активиран жолт метеоаларм поради опасност од излевање на двете реки Севесо и Ламбро, јавува Тањук. Надлежните со апел до граѓаните да не застануваат во близина на дрвја и градилишта за време на невремето. Северната територија на Австралија ја враќа затворската казна за деца постари од 10 години кои извршиле кривично дело со цел да се намали стапката на криминал кај младите. Оваа одлука доаѓа во услови на притисок за зголемување на старосната граница од 10 на 14 години во согласност со препораките од другите развиени земји и Обединетите нации, пренесува BBC. Премиерката на Северната територија изјавила дека промената ќе им овозможи на судовите да ги насочат младите престапници кон програми кои се однесуваат на откривање на причините за нивното криминално однесување. Критичарите пак предупредуваат дека раниот контакт со правосудниот систем ги зголемува шансите за повторна деликвенција. Во текот на расправата за предлог законот, стотина луѓе протестирале пред парламентот со транспаренти против затварање на децата. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ за денес. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!